конечно и јас една интересна содржина овде од терен да најавам, односно 19-тото издание на Бела ноќ, која што всушност ќе се одржи првиот викенд од месец октомври. Нешто повеќе за програмата во која што граѓаните ќе имаат можност да уживаат следниот викенд. Разговарам со Дарко Панчевски. Добро утро и добре дојдовте во нашата емисија. Ти благодарам, Марија. Добро утро на гледачите на Телма телевизија. Фактички, оваа програма на Белата ноќ ќе се одржи на неколку локации во Скопје. Една од локациите е токму овде каде што се наоѓаме пред културно-информативниот центар. Кои се оние останати локации каде што ќе се одржува Белата ноќ? Така, 19-то издание на Скопската Бела ноќ, настан која слави културата, им дава можност на креативците да се изразат и да се представат пред своите граѓани. Бела ноќ ќе опфати над 20 на локации во централното градско подречје и низ периферијата, односно главниот и централен настан ќе се одвива пред Порта Македонија, таму ќе имаме можност да го видиме музичкото училиште Enterprise со класата на деца од 10 до 18 години кои ќе изведат рок numeri. Централната манифестација, како што кажав, е таму, а тоа ќе биде во чест на македонскиот композитор Кире Костов. Биг бендот заедно со Наде Талевска, Андријана Јаневска, Дани Димитровска и Ламба ќе изведат над 20 на композиции од овој значаен македонски автор. Настаните започнуваат некаде од 19 часот. Тоа да го кажам за граѓаните, освен културно-информативниот центар, своја програма ќе понудат Младинскиот културен центар во Скопје, сите музеи кои се и под ингеренција на градот, но и се државни, како и други културни јадра, како Кинотека на Македонија, Факултетот за драмски уметници. Во градскиот трговски центар ќе можеме да видиме изложба на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Во Капанан ќе можеме да го видиме проектот Консеј на Славе Димитров и Весна Малинова. Така да целата програма ќе можат граѓаните да ја видат на социјалните медиуми на Универзална сала, на градот Скопје и на Скопје 2028. Скопје од минатата недела е Европски град на културата за 2028 година и во наредниот период очекуваме дека ќе го збогатуваме постојано културното живење преку организација на разни настани од областа на културата. Чинам негде до јули имаше пријавување на конкурсот, односно за учество во Белата ноќ. Дали се пополни онаа предвидена бројка за учество токму овде? Токму така, секоја година како се бираат, ајде да кажеме, настаните каде што ќе се одвива, има јавен конкурс на кој уметниците се пријавуваат во еден одреден рок. Потоа жири комисија од Универзална сала, градот Скопје и другите институции ги бодираат и ги евалуираат овие понуди и така се формира програмата. Оваа година пристигнаа над 100 апликации и од сите 100 апликации се избрани некаде 15 до 20. Некаде имаме спојување на настани, односно од два проекти на една локација ги ставаме. Ги повикувам граѓаните во сабота да дојдат во центарот на Скопје, заедно да ја славиме културата, да ги поддржиме нашите креативци и да уживаме во богатата културна програма. Покрај овие настани што ги набројав, да не го заборавам и плоштадот Филип II, каде што ќе можеме да проследиме 3 културно-уметнички друштва кои ќе настапат со онаа традиционална македонска игра. Некоја локација, некоја програма да препорачате која можеби е најинтересна или пак секоја си има своја убавина? Секоја си има своја убавина, све е до изборот на граѓанинот, што конкретно сака да види, доколку сака што преферира. Сите музеи ќе работат до доцна во ноќта, влезот ќе биде слободен, ќе може да се посетат музеот на град Скопје, музеот на современа уметност, музеот на Македонија, останатите музеи во пределот на Скопското Кале, така да во зависност од граѓанинот што сака, како што кажав, целосната програма е изложена на социјалните медиуми и на веб страната на Универзална сала, а ќе биде проследена и на официјалните социјални профили, веб страната на градот Скопје и иницијативата Скопје 2028. Може ли да напоменеме нешто околу оној организацијски дел? Колку време е потребно за подготовка на еден ваков концепт? Настанот Бела ноќ е во организација на ЈУ, односно јавната установа Универзална сала, и таа е впишана во програмата на оваа институција.
Генерално подготовките траат 3 до 4 месеци. Тука го фаќа периодот на јавниот конкурс каде што се селектираат настаните. Подоцна влегуваме во период каде што се договараат работите, како ќе бидат организирани, каква опрема ќе ни биде потребна, како ќе се промовира тој настан и на крајот доаѓа овој најсладкиот дел, односно промоцијата на самите настани, каде што ги информираме граѓаните на Скопје и граѓаните на Македонија, каде што ќе се случува и се разбира во сабота на 30 е најтешкиот ден кога сето она што си го планирал треба да го реализираш. За крај можеме да напоменеме нешто за минатата година, односно минатото издание, каква беше заинтересираноста, дали имаше голем број на луѓе кои што уживаат во тие културни настани и кои се можеби вашите очекувања сега од ова 19-то издание? Минатата година за прв пат видовме гасеница ред, односно ред се чекаше за една изложба на повеќе од 400 метри, што кај нас до сега не се случило. Оваа година, со оглед на тоа дека имаме преголема богата програма, кажав на преку 20 локации ќе се одвиваат многу настани. Очекуваме секаде да биде потполнето, бидејќи многу малце настани од областа на културата имавме во овој досегашен период. Мислам дека ова сега ќе биде идеален период кога што скопјаните имаат можност да излезат и да го видат најдоброто од градската понуда на креативци. Се надевам дека сите помина во најдобар ред и дека ќе има огромна публика и секако ви благодарам многу за разговорот овој. Ви благодарам и на вас. Телма телевизија секогаш го поддржува културното живење на скопјани. Се надевам дека и во сабота ќе ги проследите делот на станите. Секако. Благодарам. Се надевам дека со внимание слушавте, односно го слушнавте текот на оваа програма на 19-тото издание на Белата ноќ, кој и всушност се надевам дека ќе бидете присутни овој викенд, односно првиот викенд од месец октомври и ќе уживате во оваа културна програма и културни настани.